Се за цицачите. Двете главни категории на живи организми во светот се растенијата и животните. Животните се делат во две главни групи. Оние без рбет наречени безрбетници и оние со рбет наречени рбетници. Човекот е рбетник. Вашиот рбет или кичма поминува низ средината на вашата грбна страна. Животните во двете групи се делат на помали групи според нивните особини или карактеристики. Научниците го нарекуваат ова класификација. Класификацијата помага полесно да се идентификуваат и проучуваат животните низ целиот свет. Научниците ги класифицирале сите рбетници во 5 различни групи. Тие се цицачите, птиците, рибите, рептилите и амфибиите. Сигурно можете да наброите некои животни кои спајаат во секоја од овие групи. Секој животински вид има своји уникатни особини и карактеристики, но некои од групите споделуваат една или повеќе исти особини. Например, птиците и цицачите се топлокрвни, додека рептилите и цицачите се рбетници. Сепак тие не се во иста група, затоа што имаат и некои разлики. Например, рептилите и рибите положуваат јајца, додека цицачите не положуваат јајца. Постојат многу работи кои можеме да ги научиме за секоја од 5 групи на животни. Во ова видео ќе се фокусираме на цицачите. Цицачите се една од најголемите групи на животни на земјата. Сите цицачи имаат рбет или кичма. Човекот е цицач дури. Вие сте во иста животинска група како кучињата, китовите и многу други. Цицачите се топлокрвни. Тоа значи дека нивните тела секогаш ќе се обидуваат да ја одржат постојаната температура натре без разлика на температурата околу нив. Вашата телесна температура просечна е 36 степени, освен ако не сте болни и имате температура. Телесните температури на другите цицачи се просечно помеѓу 36 степени и 39 степени. Цицачите ја генерираат својата телесна топлина преку храната што ја јадат, која се претвора во енергија. Цицачите мора да јадат повеќе храна отколку студенокрвните животни за да можат да ја одржат постојаната температура на своето тело. Дали сте скокнале во замрзната морска или езерска вода и сте се чувствувале како да трпите студ? Вашето тело се обидува да се загрее и тресењето генерира малку топлина. Вашето тело исто така се обидува да се олади преку потење. Некои цицачи имаат други начини за да се оладат. Кучињата дишат побрзо, а свињата се валка во кал, бидејќи каловите ги штитат свинските кожи од сонцето, а кога капките вода од калта се испаруваат, ги остават свините влажни, што помага да се оладат. Сите цицачи имаат коса или крзно кое ги покрива нивните тела. За цицачите кои зимуваат како мечки, крзното им помага да бидат топли целата зима. Друга карактеристика на цицачите е што скоро сите од нив раѓаат живи бебиња, и ова е различно од рибите и птиците кои положуваат јајца, што на крај ќе изведат. Постојат само два цицачи кои јајцата ги полагаат. Тоа е платипусот и ехидната, која е нешто помеѓу мравојат и покриун. Цицачите мајки ги негуваат своите млади со млеко што го произведуваат нивното тело. Бебето цицач како човек или кученце или маче има потреба од родителите да се грижат за нив по нивното раѓање. Сите цицачи користат бели дробови за да дишат, затоа китовите и делфините се сметаат за цицачи, а не риби. Тие немаат жабри како рибите и се студенокрвни, па се класифицираат како цицачи. Цицачите кои живеат на копно имаат 4 удови, тоа значи дека имаат 2 раце, 2 нозе, како кенгурите и мајмуните, или само 4 нозе како коњите, кравите и зечевите. Постојат околу 6500 видови на цицачи. Гризачите како бобри, мишеви и верверици сочинуваат скоро половина од цицачите на земјата. Најголемиот цицач на земјата е синиот кит. Може да биде долг 45 метри и тежи 136 тони или пак 272.000 килограми.
Тоа е приближно исто така како тежината на 5 статуи на слободата споени заедно. Најголемиот цицач на копно е слонот, а највисок е жирафата. Најмал цицач е наречен мравојадната летачка или бумбаријата летачка. Таа е приближно големина на пчела и тежи колку перце. Таа е исто така и единствениот цицач кој може да лета. А најбавниот цицач животно е двудодната ленивка. Цицачите сочинуваат само една група од многуте видови на светот. Ви благодарам за вниманието ако сте внимавале.